Темата ја продолжуваме со мојот гостин во студиото. Ќе го поздравам Блаже Јосифовски од граѓанската организација Go Green. Добар ден и добре дојдовте. Фала на поканата. Десетици диви депонии горат низ земјава и го загадуваат воздухот со токсични канцерогени материи, додека скоро 2 децении државата не успева да ги изгради планираните модерни центри за управување со отпад, иако за дел од проектите одобрени се пари од Европската Унија и дел е заем од ЕБОР. Освен за воздухот, овие депонии се ризик за почвата, за водите и шират зарази. На самиот почеток би сакала да ве прашам како ќе оцените состојбата со одлагањето на отпадот во земјава? Па би кажал дека таа една состојба која што веќе извесен период е непроменета. Нажалост и покрај сите напори од страна притисоци од страна на граѓаните и така натаму, ние немаме придвижување некое посериозно да почувствуваме некоја поголема промена. Годините поминуваат и некако се чувствува дека се губи надеж дека овие сериозни проблеми навистина некогаш ќе се решат, бидејќи ако колку подоцна ги одлагаме проблемите и решавањето на овој проблем со депониите, толку повеќе ќе имаме ние поголеми проблеми затоа што климатските промени ќе си го направат своето и ќе се соочиме со уште поголеми предизвици, посебно со пожарите и сите тие екстремни услови кои што ќе следат. Кога решаваме проблеми во државата, првиот прак на сопнување ни се ингеренциите. Кој е надлежен за да почне постапка за решавање на проблемите? Па затоа и многу е важно кој е надлежен за дивите нестандардни депонии и кој постапува по нив. Од Државниот инспекторат за животна средина велат дека локалните власти се надлежни за овие депонии. Но она што е важно и сакам да ве прашам, има ли контрола во земјава при одлагањето на отпадот? Па, еве, ќе започнам прво со одговор на првиот дел од прашањето во однос на ингеренциите. Тие точно се наведени во различните закони, кој зашто е надлежен, но проблемот тука е најголем што нашите општини се прилично и оперативно и финансиски слаби, не може да одговорат на предизвиците и тоа што го бараат стратешките документи и законите, па затоа имаше и обид од страна на државата, ако ви текнува пред некои 7-8 години, каде што државата го превзема улогата целосно да го координира овој процес, па и тој се покажа како неуспешен и моментално сме во таа ситуација во која што сме, а во однос на самите контроли, повторно истиот проблем. Тие надлежности ингеренции кои што се од страна на општините и инспекторатите за животна средина кои што се при тие општини, тука капацитетите се исклучително слаби. Општините немаат средства финансиски да имаат редовно пријавени и одговорни инспектори, само тие општини кои што се да кажеме повеќе имаат финансиски капацитет, па така се случува во многу општини ние воопшто да немаме инспектори за животна средина, а не пак некој што е само задолжен за отпад. А да не зборуваме дека самиот наш инспекторат за животна средина долги години има недостаток и на кадар и на финансии за оперативно работење, така што контролата може да кажеме дека ни е поприлично слаба. Проценките во последниот национален план за управување со отпад се дека во земјава има над 2000 нелегални депонии. Но и покрај овие бројки натаму не почнува изградбата на 5 планирани регионални современи центри и покрај тоа што е одобрен грант од Европската Унија и заем од Европската банка за обнова и развој. Зошто не се градат модерни центри? Повторно ќе кажам нека од првиот дел ќе почнам, значи буквално овој процес не е само изградба на регионални центри за управување со отпад, тој во себе содржи прво расчистување на проблемите со претходните депонии, значи со нестандардните и со дивите депонии, тие треба да се решат соодветно да се затворат и така натаму, да се воспостави систем за сортирање на отпадот, соодветните центри кои што ги има по самите општини, па потоа треба да профункционира тој регионален центар. Ние во процесите уште кога започнува, еве сега за источниот и североисточниот, уште пред година и нешто и две, се започна со тој процес на чистење и затворање на тие стандардни и диви депонии, но повторно ние, бидејќи не одиме етапно и бидејќи се враќаме во чекори, само настанува хаос и конфузија и доцнеме во сите процеси. Така што моментално се наоѓаме во една многу компликувана ситуација во која што ниту можеме да направиме уште еден чекор напред, ниту можеме да се вратиме на тоа што е старото. И затоа лани го имаше тој проблем со Кочанската нестандардна депонија, која што општината со долги години ја користи, бидејќи
овој план што беше за затворање на другите општини што се околу Кочани, тие се затворија и тие почнаа на Кочанската да носат. Но во меѓувреме веќе требаше да бидеме во некоја фаза на изградба на регионалниот центар, ако се оди според тие тендерски документи. Но ние бидејќи не сме, и го се случи тој проблем што редовно се случува со Кочанската депонија, ние повторно се наоѓаме во една ситуација каде што ниту можеме да отидеме напред, ниту можеме да се вратиме назад, па луѓето бара да не се внесуваат. Така што повторно Кочанската депонија, така што ова се случува насекаде низ Македонија и нажалост решението е ефикасни институции и сериозно зафаќање со решавање на овој проблем. Покрај повеќето критики упатени до локалната власт, локалните власти дека недоволно го информираат населението за функционирањето на новите модерни депонии и всушност треба навистина да им се покаже на граѓаните дека се ќе биде направено по стандарди и дека тие ќе имаат придобивки од постоењето на овие регионални депонии, пред се да не биде загадена животната средина и да не биде загрозено здравието на луѓето. Големи се реакциите од страна на граѓаните кои што не дозволуваат градење на вакви депонии во нивните населени места. Граѓаните со право веќе од овој проблем, со ова се тргна уште во 2011 година со овој план со регионални депонии. Уште тогаш граѓаните покажуваа дека во нивната глава регионален центар само значи уште едно регионално големо ѓубриште во кое што не се знае што се случува и не се контролира. Граѓаните со право не се, никој од нас реално, мислам, и самите анкети покажува дека имаме ниска доверба во нашите институции, тоа е нешто што не следи од веќе 30 години. И не веруваме дека институциите ќе не заштитат нас како граѓани, па така и во овој случај граѓаните немаат доверба дека тие регионални центри за управување прво ќе се изградат и ќе бидат тие стандарди во насока да не заштитат, а понатаму и во нивното функционирање дека ќе се сведат стандарди и дека тие ќе бидат контролирани. Тоа е нормално, бидејќи може да забележиме дека за многу работи надвор од секторот животна средина не функционира таа контрола и граѓаните со право тоа го бараат од институциите, а од друга страна и институциите не направија посебни напори, не е доволно вие да организирате јавна расправа во 12 часот кога сите се на работа и да речете па граѓаните населението беше исконсултирано. Јас сум бил на јавни расправи каде што јас сум бил единствен представник на граѓаните. А од самото локално население, например, да кажеме, од Свети Никола имало уште еден човек или двајца. Тоа ако е информирана јавноста, мислам тоа не е во ред. Да. И нормално дека луѓето кога ќе почне да се случува работа, дека ќе реагираат. Веќе се изменети условите, нашето граѓани се веќе многу повеќе свесни. Веќе помина тоа време кај што вие ќе пробате тие документи така да поминат и мислам дека ако сакаме ова да профункционира, добре што и Министерството за животна средина има еден проект каде што јас сум таму како представник на граѓанска организација како надзорен одбор, мислам дека е тоа, кој што има всушност цел да го помогне овој процес и тие напори мислам дека се добри, но тука треба и дополнително државата да се вклучи доколку сака да се надмине таа пречка, тоа е граѓанската недобра во институциите. Велиме веќе 2 децении државата се обидува да го реши проблемот со отпадот во земјава и ако се навратиме наназад, плановите за модерно управување со отпадот започнаа во 2006 година кога беше донесен законот за управување со отпад. Тогаш беа поставени стандарди како треба да изгледа легално изграден центар за отпад, односно депонија. Во 2010 година беше изработена рамка за изградба на 5 регионални современи центри за отпад, а од 2012 година започна изработката на првите документи и планови. И се остана на хартија. Токму така. Уште кога се донесе законот новиот закон за управување со отпад во 2006 година, требаше да започне затворањето и стандардизирањето на нови депонии. Тогашни регионалните не се знаеше дека во таа насока ќе се движи. Од тогаш ние не сме мрднати напред, општините се уште ги користат нестандардните депонии кои што ги имаат. Дрисва единствената депонија која што ги исполнува добар дел од, барем така викаат експерти, дека добар дел од стандардите ги исполнува, но дека дел исто така не ги исполнува. Така што таа ситуација е непроменета повеќе години и за да ова се смени потребни се сериозни вложувања. Еве и самите можете да видите колку десетици милиони евра ви се потребни да воспоставите систем само за еден или за два региона.
а потоа имат и дополнителни оперативно и финансиски трошоци. Ние ќе се, како што поминува времето, како што кажав и претходно, на страна климатските промени тој дел. Демографските предизвици кои што ги имаме со намалувањето на населението во руралните средини, го прави економски неисплатливо собирањето на отпадот во помалите населени места, бидејќи тоа регионално значи вие треба на големи дестинации да го движите, тоа чини пари. Граѓаните не се спремни толку пари да дадат за функционирањето на тој систем и мислам дека ние сега веќе се соочуваме со нови предизвици кои што можеби не постојат толку, не беа толку изразени пред 15 или пред 10 години. Така што како што го одлагаме проблемот, како и за сите работи во животот, ако ги одлагаме проблемите, тие само стануваат поголеми, никогаш не стануваат помали. Да, убаво споменавте дека потребни се големи финансиски средства за регулирање, нели, за управување со отпадот и отварање на нови модерни депони. За депониите во источен и североисточен регион беше одобрен грант од 40 милиони евра, грант од ИПА фондовите на Европската унија, а за југозападен и пелагониски регион, југоисточен и вардарски регион и полошки регион 55 милиони заем од ЕБОР. Рокот за проектот за Свети Николе, кој е финансиран од фондовите на Европската унија, практично е до 2026 година, доколку не се спроведе навреме, финансирањето од Европската унија ќе се одземе. Од делегацијата на ЕУ наведоа дека тоа ќе се случи бидејќи важат роковите за имплементација и дека покрај еколошките придобивки од големо значење на временото спроведување на проектот во дадените рокови. Кога сте зависни од пари од Европската унија, секако треба да ги испочитувате и роковите. Има ли опасност Европската унија да го запре финансирањето? Од тоа што јас и мојата организација имаме информации и кога сме биле во контакт со Европската комисија и сме делегација на Европската комисија кај нас и оваа тема се разговарала, веќе извесен период кај нив постоеше загриженост дека постои можност, доколку не се имплементира проектот навремено, можност да ги изгубиме средствата, бидејќи тоа го бара проектот. Нажалост, не гледам, мислам дека тимот кој што работи на ова во рамки на секторот, мислам дека ЕУ во рамки на Министерството за животна средина, знам дека сериозно работат и многу се трудат да ги постигнат тие рокови, но тука се соочуваме со административни проблеми, потребно е промена на подзаконски законски акти и тука е веќе улогата на повисоко ниво, каде што треба ова да биде буквално стратегија и стратешки интерес на самата држава, многу посериозно да се даде приоритет на ова прашање доколку сакаме да го решиме. И затоа мислам дека потребно е во владата буквално можеби и специјален представник да се назначи кој што ќе се занимава само можеби во делот на овие регионални центри за управување за отпад и имплементација на тие проекти, бидејќи на друг начин гледаме дека овој проблем тешко се појавува на агендите со сите други проблеми и предизвици кои што постојат, ова како да го ставаме за понатаму. И не гледам како ќе дојде на агендата да биде приоритет ако вака продолжиме. Времето поминува. Само накратко уште две прашања до крајот на разговорот. Можеме ли да кажеме дека депонирањето не е управување со отпад, бидејќи не е одржливо на долг рок? Дали по примерот на другите земји, еве да ја земеме како пример Словенија, селектирањето и рециклирањето на отпадот може трајно да го реши проблемот со отпадот во земјава? Многу добар пример дадовте. Токму Словенија е најдобриот пример буквално во Европската унија, бидејќи тие ги започна овие процеси на регионално управување и градење на тие центри за отпад. Кај нив прво се насочија кон превенција на отпадот. И буквално во таа хиерархија за управување со отпад, превенцијата е најдобриот начин воопшто да не го создадете проблемот или отпадот. И тие успеа со нивните мерки и политики дури 10% да го намалат отпадот пред воопшто да го носат на регионалниот центар за управување. Понатаму тие вложија многу средства во компостирање. Дадоа средства и направија погони за користење на биогаз, да се користи, да се добива биогаз. Па тек понатаму отворија центри за реупотреба на отпад. Па така имаме поправки на отпад, многу друг начин за искористување на тој отпад, кој што ги отворија во рамки на Љубјани во регионот. Па тек потом го ставија рециклирањето како најниска форма, а депонирањето е нешто што они гледаат воопшто да не се случува и тоа се одредени број на дали мислам дека 20% се депонира од целокупниот отпад на овој регионален центар што е во Љубјана, во близина на Љубјана, така што тие, ако ни се Словенија пример, мислам дека на добар пат ќе бидеме, можеби сме далеку, но мислам дека тоа е патот што ние треба да го следиме.
Сепак во Македонија се работи на отварање на регионални модерни центри за отпад и ќе заклучиме дека само централната власт со локалната власт заедно може да ги решат овие проблеми со затворање на сите диви депонии и воспоставување на современи центри за управување со отпад. Сосема кратко за крај, ќе дочекаме ли ден кога овие слики на расфрлан отпад на несоодветни депонии, па дури и на оние кои што се регулирани, ќе бидат минато? Искрено ви кажам, 2011-2012, кога првпат разбрав за овој предизвик и за овие планови, мислев дека можеби нема да биде според план да се одвива, но дека за 10 години ќе биде готово, ако ништо друго. Еве 2025 сме, 26-та ќе дојде. Уште ние не сме завршени ниту со првиот регионален центар за управување со отпад, така што дали ќе успееме, навистина не знам. Како сме тргнати, може никогаш да не се случат. Да ги следиме примерите на другите земји, да ги следиме упатствата на Европската Унија и да се обидеме да влеземе во системот и на тој начин да успееме успешно да се справиме со отпадот во нашата држава. Ви благодарам многу за гостувањето. Благодарам и на вас.